Денот на трудот проложи да се одбележува и денеска на излетничките места низ земјава. Оние кои не стигнаа вчера, 2 мај го искористија за традиционално дружење во природа. Скара, пијалоци и добро друштво. Така граѓаните го прославуваат мај овде на излетничкото место Марков манастир. Марков манастир и неговата околина се меѓу најпосетените локации. Голем број граѓани одлучија празничниот викенд да го продолжат токму тука, уживајќи покрај реката и во зеленилото. Има големо значење самиот празник. Значи, прво се празнува ден на трудот, пошто кај работниот народ останува само, да не кажам, еден ден во годината кој е наменет за вработените. Мада самиот смисол на значењето на 1 мај веќе го губи. Претходно беше поинтересно, сега е така веќе тривијално. Колку да се помине, мада би требало секој ден да ни биде вака, но за жал условите какви се, такви се. Но сепак битно е дружењето. Мада се луѓе помалку и помалку се дружат. Ние сме сите работници овде, повозрасните, нели? И си го прославуваме затоа што сме заслужили ние да имаме таков ден за одмор. Вчера не беше баш добро времето, ама денес е супер. Со пријатели се дружиме во секоја прилика, во природа, како што си нели е традицијата за овој ден. Сепак, дел од посетителите реагира на несоодветно однесување. Иако на располагање има обележан паркинг простор, некои граѓани ги паркирале возилата во непосредна близина на реката, со што се нарушува природната средина и се создава ризик за загадување. Греота само со ѓубрето што вака луѓето вчера, денес оставаат на секаде ѓубре, не си го собираат, никој нема апсолутно никаква култура за да си го собере ѓубрето. Дополнително паркираат коли овде, кај што нели ден за во природа, а ние сите со колите овде вака под сенка каде што може нели луѓе да седнат на пикник, а паркингот е на 10 чекори до нас. Срамота и греота. Мислам дека треба сите малце да си ја кренеме совеста на повисоко ниво, зашто ова е и греота и срамота. Апел се упатува до сите посетители да ги почитуваат правилата, да чуваат природата и отпадот да го одложуваат на предвидените места, со цел ваквите излетнички дестинации да останат чисти и безбедни за сите.